Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Во оваа епизода говориме за енергетиката, една област која што врти исклучително стотици милиони евра. Наш гостин во оваа епизода првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Пред да стартуваме со разговорот, поздрав до нашите пријатели од Форманова, formanova.com.mk можете да ги посетите на нивниот вебсайт, да се уверите за сите попусти кои што ги имаат или да го посетите нивниот салон овде во Скопје во комплексот Годел, а имаат своји салони и во Штип, во Куманово, во Прилеп. Поздрав и до нашите пријатели од Дохрид, Хом центар Трент Ангел, со огромен салон овде во Скопје, Карши Беко, со најголем салон Хом центар во Охрид и уште 3 други салони. Јас сум Мишко Јонов, како што реков, наш гостин во ова издание на Бизнис муабети Марко Бислимовски. Председателе, добро дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Да намалам со рефлекторите или нешто многу сметки стигнуваат високи за струја? Добри се рефлекторите, енергетски ефикасни ви се, така да во реците. Што е со сметките за струја кои што стигнуваат исклучително високи во периодот кој што поминува, односно кој што помина, особено овој последниот месец? Вообичаено секогаш кога носиме одлуки за цена, во период кога треба да се примени претходна цена и нова цена, врз основа на начинот на читањето кој што го прави компанијата електродистрибуција, секогаш во последниве неколку години има проблеми поради тоа што има некогаш и предвидување на потрошувачката. Доколку граѓаните не се задоволни од своите сметки, апсолутно тие може прво да ги обжалат до Евана Хоум, па понатака доколку не се задоволни од нивниот одговор, тие може да ги обжалат и до Регулаторната комисија за енергетика. Она кој што го гледам како податоци во јануари, заклучно до денес во 2025 година, имаме примерно околу 350 представки, кои што делумно не биле доставени согласно процедурата, но официјално представки кои што ги има примено Регулаторната комисија за енергетика се 99 од минатата година и 7 од оваа година и 7 од претходната. Имаме 106 представки примени во однос на фактурите кои што се испорачани пред се во јануари оваа година. При тоа, сите овие представки Регулаторната комисија за енергетика ги разгледува и врз основа на податоците кои што ќе ги добиеме од електродистрибуција, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлуки кои што понатака ќе бидат задолжителни за Евана Хоум. Она што сакам да го кажам е дека да, има проблеми во однос на отчитувањето, некогаш се предвидува, некогаш што е точно, некогаш е неточно. Имаме поплаки од граѓаните, но сите тие поплаки апсолутно ќе ги разгледаме и понатака ќе ги процесуираме во нашата институција. Тоа е речиси во последниве неколку години секогаш ни се случува кога носиме одлуки за промена на цена, бидејќи компанијата електродистрибуција е обврзана да отчита точно до крајот на месецот кога важеле едни цени, а понатака кога важат други цени ќе треба да примени нови количини на електрична енергија и сосема е возможно да се направени грешки и пропусти кои што апсолутно дека ќе бидат поправени доколку податоците од броилата кои што ги имаме, кои што треба да ни ги достави електродистрибуција, тоа го покажат. Но граѓаните треба да знаат дека во однос на поплаките дека намерно некој ги става во втор, особено во четврти блок, електродистрибуција, односно Евана Хоум е обврзан да направи корекциони фактури. И доколку периодот помеѓу две отчитувања е 90 дена, тогаш првиот блок, ако во еден вообичаен месец, ако важи 210 киловат часа,
Ако период на отчитување е 90 дена, тогаш првиот блок е до 630 киловат часа. Соодветно, така се прави распределба на вториот, третиот блок и четвртиот. Така да ги уверувам граѓаните дека со корекциони фактури кои што електродистрибуција и отчитување кои што ќе ги направи во изминатиот период, никој нема да биде оштетен, никој нема да биде оставен да оди да прикажува потрошувачка во трети или во четврти блок, иако не бил предходно. Сите тие проблеми ќе се решат во моментот кога електродистрибуција тамо каде што не направила отчитувања, ќе направи отчитувања, така да ќе нема никаков проблем во однос на реалната потрошувачка која што имале пред се домаќинствата, а и поради таа реална потрошувачка ќе имате реални трошоци за електрична енергија. И сега рековте 350-60 представки кои што се стигнати, генерално на што алудираат луѓето кои што поднесуваат представки, на што се жалат? Значи во најголем дел се жалат на висината на сметката за електрична енергија. Значи сосема е возможно и сигурно имало случаеви кога не било отчитано броилото и одеднаш се отчитува и поради тоа не се прави од стартот порамнување како што треба и има потрошувачи кои што одат во трети, во четврти блок, а претходно никогаш не биле. Тоа не е малку, председателе. Сега во четврт блок е најскапата тарифа, најскап е мегават часот. Така Апсолутно. Што може да се осети разлика на сметка која што е од ноември-декември во споредба со декември-јануар, разлика во сметка од 100 евра, што е исклучително многу. Апсолутно, доколку има било каква грешка. А при тоа некој ќе каже, па видете, јас бев на зимување, моите деца не беа овде, бевме сами, сега од каде тој распон на цена? Апсолутно, доколку има некаква грешка во однос на отчитувањето, доколку предпоставената количина на електрична енергија која што била дадена на овие потрошувачи не е точна, таа ќе биде коригирана. Така да секогаш примената на блоковите ќе биде во однос на периодот на отчитување. Затоа велам, ако не е прочитано некое броило 90 дена, првиот блок не е 210 киловат часови, туку е 630 киловат часови. Соодветно и сите блокови понатака се зголемуваат и се множат со 90 дена. Така да ниту еден граѓанин, ниту едно домаќинство нема да дозволиме да биде оштетено. Она сега реално, кога ќе анализирате потрошувачката во месец декември, во месец јануари, прво температурите во декември биле, просечната температура е околу 4,5 целзиусови степени. Во јануари била 2,6 целзиусови степени и вообичаено е, и земајќи во предвид дека сме имали празници, луѓето биле повеќе дома од 1 јануари, па потоа се божични празници, имало зголемена потрошувачка. Но како и да е, секоја сметка, тоа го гарантирам, ќе биде фер и ќе биде врз основа на реална потрошувачка. При тоа, никој нема да плати повеќе од тоа колку што е предвидено со тарифниот систем. Значи, уште еднаш ги уверувам граѓаните, доколку периодот на отчитување е поголем од 30 дена и блоковите ќе бидат зголемени за тој број на денови. Никој во Македонија нема да биде оштетен и тамо каде што треба ќе има корекциони фактури и тоа впрочем ни е успоставена пракса во изминатиот период. Јас добивам поплаки каде што имало станови кои што се греат на топлинска енергија, имаат високи сметки, доколку тоа не е во ред, доколку отчитувањето не било соодветно, апсолутно сето тоа ќе биде поправено, како што сме го правеле и во претходниот период. Значи, ниту еден потрошувач нема да биде оштетен. Имено и со самиот тарифен систем е предвидено кога се прави прогноза на потрошувачката, таа да биде прогнозирана врз основа на потрошувачка во претходен период.
се разбира дека има грешки. Во Македонија има околу 600.000 активни броила кои што ги користат домаќинствата. Во овој период со тие информации кои што ги имаме и од Евана Хоум некаде се обжалени околу помеѓу 2000 и 2500 фактури. Ја ги охрабрувам и другите граѓани доколку не се задоволни да достават представка до Евана Хоум, а потоа доколку не се задоволни од одговорот, Регулаторната комисија за енергетика ќе постапи по нивните приговори. Знам дека е сложена процедурата. Многу е полесно. Вообичаено си ние имавме да наплив на поплахи од граѓаните, кои што директно ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика. И во минатото сме носеле врз основа на представка на граѓани испратена директно до Регулаторната комисија за енергетика, сме носеле одлуки. Но понатака тие одлуки не биле обжалувани и управниот суд ги поништувал поради тоа што ние како Регулаторна комисија за енергетика од целиот тој процес не сме побарале мислење од другата засегната страна, тоа е Евана Хоум. Судски одлуки Регулаторната комисија за енергетика апсолутно дека ќе почитува и поради тоа мора прво граѓаните да се обратат до Евана Хоум. Доколку не се задоволни со одговорот од Евана Хоум, тогаш ќе поднесат приговор, односно жалба до Регулаторната комисија за енергетика. Искуството од претходните години не покажува дека некаде помеѓу 65 и 70% од приговорите кои што се испратени до Евана Хоум се прифаќани од Евана Хоум, така да верувам дека сега и тоа ќе биде. Вообичаени се овие периоди, тоа не се случува и во летниот период, кога носиме одлука кон крајот на јуни и секогаш кога носиме одлука на крајот на годината, таа се однесува за следната година. Така да нема дилеми, сите овие процеси кои што се водат во Регулаторната комисија за енергетика ќе бидат финиширани и ниту едно домаќинство во државата нема да биде оштетено. Колкава е разликата, дисбалансот, ако сте ги видели тие представки кои што стигнуваат? Сериозен е дисбалансот во сметките на заструја? Не, видете, има домаќинства каде што вообичаено плаќале по 3-4 илјади денари, па дошла сметка за 6-7 илјади денари. Имаме домаќинства кои што вообичаено трошеле, а се греат на струја 10-15 илјади денари, па дошло 20 илјади денари. И затоа велам дека сето тоа, таа потрошувачка нивна ќе биде проверена, поради тоа што електродистрибуција има обврска да ги прави овие мерења и ќе нема никаков проблем. Има проблем, не можеме да кажеме дека се е во ред. Некаде се овие околу 2-3 илјади представки кои што се доставени до Евана Хоум и понатака тие доколку не се процесуираат како што треба или доколку граѓаните не се задоволни, може да поднесат жалба до Регулаторната комисија за енергетика и уште еднаш потенцирам дека ниту еден граѓанин нема да биде оштетен. Кој колку си потрошил, толку ќе си плати. Голема е дискрепанцата, например, од 3-4 илјади на 10 илјади. Сега, кога ќе читаат, например, кога ќе ги отчитуваат, потоа ти мораш да платиш сметката во меѓувреме. Па ќе чекаш да ти нивелират, може некој нема се планирал тоа. Не, вообичаено во процесот на обжалување на сметката, граѓанинот не е должен да ја плати сметката. Значи, доколку е почната постапка пред Регулаторната комисија за енергетика, таа сметка и не мора да биде платена. Но она што сакам да го кажам е дека кај овие сметки кои што се проблематични, тие може да бидат проблематични врз основа на две работи. Ненавремено отчитување и предпоставена потрошувачка на електрична енергија.
Она кое што го воведовме како регулатор на Комисија за енергетика е принципот на самоотчитување. Значи, секое домаќинство може да си ја отчита состојбата на броилото и да ја испрати до Евана, за да може понатака Евана таа состојба која што е прочитана да ја имплементира во својата сметка. Сега добиваме поплаки и имаме некои случаи кога граѓани кои што си го отчитувале редовно своето броило не било имплементирано во нивните во нивните сметки и во последниот период во интензивна комуникација со Евана се договоривме во најкраток можен период да направат веб платформа на која што директно да нема сега ви испратив по Viber, ви се јавив на телефон, па заборавиле, не заборавиле, да има веб платформа на која што секој граѓанин ќе може да си го стави своето потрошувачко место и врз основа на тоа да си ја стави својата потрошувачка на електрична енергија која што се очитал на броилото и тоа ќе биде обврзувачко за Евана да го имплементира во сметките на електрична енергија. Значи тоа се процеси кои ги работиме и верувам дека се повеќе и повеќе ќе подобруваме довербата која што имаат граѓаните кон отчитаните вредности на броилата. Апсолутно се согласувам дека не е се идеално, дека имало проблеми, пропусти, но тука е регулаторната комисија за енергетика која што мора да си го решава овој проблем и во најголем дел од случаевите ние тие проблеми на граѓаните ги решаваме. Има незадоволство, да, но ако земете како репер, ние некаде имаме 2-3 илјади поплаки до електродистрибуција, кај нас, како што кажав, како официјални преговори се стигнати оваа година 99, во однос на 600.000 потрошувачи, тоа е малку, но и само еден потрошувач да не е задоволен, неговиот проблем мора да се реши. Добро. Носевте вонредна одлука за цената на парното, да не има и за цената на струјата вонредна одлука. Не. Во однос на цената на парното донесовме вонредна одлука исклучиво заради зголемување на цената на природниот газ. Кога носевме одлуката во јули минатата година, ние предвидовме дека цената на природниот газ ќе биде околу 37-38 евра за мегават час. И тоа беа податоци превземени од најголемата берза во Европа, таа е TTF берзата. За жал, таа наша проекција не се оствари и цените беа зголемени некаде за 20%. Со цел да не дозволиме да се создаваат непотребни финансиски загуби кај производителот на топлинска енергија, ја донесовме оваа одлука со која што цената за парното зголемивме за 5%. Дополнително, кога сме носели одлуката во јули 2024, сме предвиделе дека ТЕТО во обезбедувањето на потребите за топлинска енергија ќе обезбеди 60% од потребите. За жал тоа е нешто пониско, тоа е околу 50% и дополнително тоа представуваше товар на цената. Значи ние исклучиво оваа одлука ја носевме врз основа на реално остварени цени на природниот газ и врз основа на реални количини на топлинска енергија кои што ТЕТО ги испорачал до дистрибутерот за топлинска енергија. При тоа, ние ја земавме цената за природен газ во државата, која што била на пазарот на големо. Таа е пондерирана просечна цена. Значи, таа е цена во која што се гледа по која цена купувал ЕСАМА, по која цена купувал Макпетрол и други останати трговци и снабдувачи со природен газ. Има Гама, има и уште еден снабдувач тамо, кој што ја преспитуваме просечната цена.
доколку ЕСАМА не бил во рангот на оваа цена, односно набавил по повисока цена, тој трошок не му е признат. Така да водевме сметка да ги заштитиме интересите на прецена домаќинствата во државата. А ворена цена на струјата нема да има. Така? Ворена цена на струјата нема да има и не може да има затоа што и тарифниот систем и останатата подзаконска регулатива со која што ги определуваме цените за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, тоа не го дозволуваат. Прв, втор, трет, четврт тарифен блок и слушнавме, односно говоревме за тоа дека сега претпоставам не е намерно дека се префрлаат луѓе во четврт блок кој што е најскап, каде што е најскап мегават час, но енергетиката генерално е скап бизнис, скапа играчка. Колку пари се вртат во држава кога во прашање енергетиката? Генерално, значи не говорам сега, вие барем ги имате бројките сега. Па ги имаме Иако бројките. застанеме во МЕПС-то, тамо стотици илјади евра се вртат на дневна основа. Па некаде на годишно ниво кој гледаме бројките во секторот за електрична енергија, за природен газ, за нафта и нафтени деривати, топлинска енергија, некаде се вртат помеѓу 3-4 милиарди евра. Значи во целиот сектор и на слободен пазар и на регулиран пазар, значи тоа се сериозна сума на пари кои што се вртат во овој сектор. Овој сектор е активен во најголем дел тамо каде што можеме има конкуренција, тамо каде што нема конкуренција во однос на мрежните активности, пренос на електрична енергија на природен газ, дистрибуција на електрична енергија на природен газ, само во тој дел кажува регулаторната комисија за енергетика. И сега овој вкупен обрт што се прави во целиот сектор, имаме зголемување од 20-30% во последниве неколку години и тоа е исклучува заради енергетската криза која што се случуваше, се случува и очигледно е дека ќе имаме и во наредниот период каде што цените на сите енергенси, цените на природниот газ, цените на електричната енергија драстично се зголемија. Ние имаме сега, баш пред да влезам во вашето студио, цената на електричната енергија, денес каде што е тргувано во најголемиот дел на берзите во нашиот регион е околу 140-150 евра за мегават час. Во еден нормален период, пред сето ова да се случи, во 2019 година, нормална цена била по околу, овој период на годината, околу 60 евра за мегават час. Исто така беше и со нафтените деривати, истото ни се случува и со природниот газ. Значи, ние како држава, регионот, Европа и светот, поминавме, а и во моментот сме низ еден турбулентен период, каде што на цените на енергенсите, на енергијата, исклучиво зависат од геополитика. Ако го анализирате вие трошковниот дел, еве да речеме во нашиот регион, трошоците за производство на електрична енергија на некоја нуклеарна електрана, на некоја хидроелектрана, апсолутно не се променети. Но, заради геополитика, која што понатака доведува да има шпекулации на сите берзи, имавме драстично зголемување на цената на електричната енергија, цената на природниот газ и цената на нафтените деривати. Во однос на природниот газ, Европа имаше една стабилно обезбедување на природен газ од Русија. Имавме Северен тек 1, па се направи Северен тек 2, но од кога започна цела оваа енергетска криза, па потоа се случи агресијата на Русија врз Украина, вообичаените правци за добивање на природен газ во Европа се променија. Европа е во фаза кога што почнува да го обезбедува природниот газ од LNG терминали или пак го обезбедува од стандардни места како што биле Норвешка, тамо каде што има природен газ во Европа, Велика Британија, но
факт е дека Европа ја менува својата гасна инфраструктура, што доведува до непредвидливост и до нестабилност на цените на природниот газ во Европа. 3 до 4 милиарди евра вкупен обрат овде е на сите енергенси, така и газ и нафта, предпоставам. Профитите колку движат? Од прилика? Во зависност од која дејност правиме, во делот на нафтените, во делот на нафтените деривати, маржата ја определува регулаторната комисија за енергетика. Имаме маржа за тргување на големо, маржа за тргување на мало, и таа е некаде као процент кога ќе изразиме во зависност од цените, некаде околу 3-4%. Кај делот на електричната енергија ќе имаме поконкретни резултати за 2024 до крајот на овој месец, следниот месец и до крајот на март, кога ќе ги обезбедуваме податоците за новиот годишен извештај на регулаторната комисија за 2024, но тоа што е на слободниот пазар, нето профитната маргина е околу 2 до 2,5%. Во однос на природниот газ имаме понестабилна ситуација од причини што природниот газ почнаа кај нас нашите потрошувачи да купуваат, да се врзува за Титиев берза, гасот се носи од Бугарија по цени на Балкан Хаб, каде што се поразлични, така да имаме, очекувам, веќе имаме и проблематичен период во однос на набавната цена и продажната цена на природниот газ. Тоа се должи на геополитиката меѓу другото? Или само на берзите и ова што го споменавте? Па цените на сите продукти кои што ги имаме во државата, ние сме 100% увозно зависни од природен газ, од нафта, електрична енергија. Нашата најголема компанија произведува тука помеѓу 3 милиарди 300 киловат часови до 3 милиарди 800. Ако стигнеме до 4 милиарди, тоа би бил одличен резултат. Останатиот дел го увезуваме во делот на електричната енергија. Таму имаме едно позитивно придвижување. 2023 ја завршивме само со 2,75% увоз, но и цените на електричната енергија на слободниот пазар, по кои што снабдувачите продаваат на потрошувачите, исклучително се врзани со претходно со унгарската берза со Купекс, сега со македонската берза, на која што реално се отсликува тоа што се случува на пазарот. Значи во најголем дел цените и на електричната енергија, и на нафтените деривати, и на природниот газ, уште еднаш потенцирам, се врзани со геополитика. Врз основа на тоа дел од нив се шпекулативни. Вие ако гледате нашиот регион, производната цена во Бугарија од Козлодуј, најголемата нуклеарна електрана во овој дел на Европа, не се променија трошоците. Реално тие се тие трошоци, но за разлика од тоа, продажната цена драстично се зголеми. И сега ние имаме ситуација каде што имаме извозно ориентирани земји, кои што ја искористија оваа можност за работија. Имаме и земји кои што увезуваат електрична енергија, кои што беа под сериозен притисок. Како ние. Како ние, како Косово во одредени периоди, Албанија, Србија исто така увезуваше електрична енергија поради проблемите со нивните термоелектрани. За разлика од тоа имаме Бугарија која што извезува електрична енергија и имаме Босна и Херцеговина која што во глобала извезува електрична енергија, така да сето тоа доведе до одредени изместувања на овие пазари. Едноставно, се што важеше до 2021 и во делот на електричната енергија и во делот на природниот газ, ние имавме една крива за цени на електрична енергија во текот на денот, кога цената на електричната енергија растеше во текот на денот и како доаѓаше ноќта,
па понатака и завршуваше денот во полноќните, по завршувањето на денот имавме најниски цени на електрична енергија. Сега сето тоа е сменето, имаме нова нормалност. Во Македонија и во регионот се изградија многу фотоволтаици, така да сега, особено во пролетниот дел, во летниот и во есенскиот, имаме најевтина цена на електрична енергија во текот на денот, а пиковите на цената ги имаме во периодот од 19, 20, 21 часот, некаде до 23 часот. Значи сето тоа е дома, после работа, после училиште, генерално. Апсолутно. Значи сето тоа влијае на просечната продажна цена на електричната енергија и до крајните потрошувачи. Сега јасно е дека ќе имаме големи инвестиции во батериите, не само во Македонија, туку во Грција, во Бугарија, во Србија. За фотоволтаиците збориме? За батерии ќе се ставаат производителите на фотоволтаиците ќе се ставаат сами за себе, но ќе се градат и посебни полиња на батерии. Ова како на времето со елентрици кога шетавме, веројатно сега само не, помодернизирано. Батериите во краток период ќе ни помогнат да се стабилизираат проблемите кои што ги имаме со напонската состојба заради фотоволтаиците, но исто така ќе ни помогнат и овие огромни разлики на цени на електрична енергија, кои што во летниот период се некаде до 200-300 евра за мегават час да се стабилизираат. Тоа е поради причина, поради тоа што во регионот не се направија нови инвестиции во големи хидроелектрани, кои што во принцип се огромни батерии, но не се направија и сега тоа што му треба и на Македонија и на регионот се инвестиции во батериски системи кои што ќе ни помогнат во однос на водењето на системот, но исто така ќе ни помогнат и во однос на стабилизирањето на цените на електричната енергија. Сега цената, рековте, на берзата е околу колку стои? 140-150 евра за мегават час. Мегават час. Иако таа цена, кога беше она криза, стигнуваше и поприлично баја ги одеше, но нели како е во економијата, еднаш кога ќе ја покачиш цената, тешко е дека таа може да се очекува да оди надолу. Може да се очекува да оди надолу или? Ако имаме некакво стабилизирање, бидејќи ја споменувате геополитиката, еве слушаме се повеќе и повеќе дека ќе настане мир, меѓутоа доаѓа потоа претпоставам друга криза, мислам на Русија и Украина, бидејќи гледаме што и како се случува во Саудиска Аравија. Може ли цената да оди надолу? Ние имавме еден период во 2022 кога цените достигнаа фантастични вредности 600-700 евра за мегават час. Сега збориме за цени 150 евра за мегават час. Од почетокот на неделата имаше денови кога беше 200 евра за мегават час. Што пак е многу од оно што беше 60 евра. Апсолутно. Она што го знаеме од сега е дека во втората половина на март, април, мај, јуни, јули, август, цените на електричната енергија ќе паѓаат, поради тоа што ќе имаме драстично зголемено производство на електрична енергија пред се од фотоволтаици и таа цена, особено кога тие фотоволтаици ќе произведуваат во текот на денот, ќе биде исклучително ниска. Но она што е проблем е тоа што кога заоѓа сонцето, некаде од 20 часот, ќе имаме високи цени на електрична енергија и сега таму разликата е сериозно голема. Затоа велам дека со помош на батериите, покрај тоа што ќе помогнат од технички аспект во водењето на системот, исто така тие батерии ќе помогнат поради тоа што овие што имаат фотоволтаици во периодот кога произведуваат најповеќе електрична енергија, таа електрична енергија нема да понудат на пазарот, туку ќе се ги полнат своите батерии, тамо ќе се складира електричната енергија со цел да ја продаваат во периоди кога има повисоки цени на електрична енергија. Ова говориме за Македонија, така? И за Македонија, и за Бугарија, и за Грција, и за цел регион, и за цела Европа. Од оноа што го гледаме ние како анализи,
берзите на електрична енергија во регионот и во Европа, горе-доле кривата на цени во текот на еден ден е иста. И тие се разликуваат помеѓу себе 5-10 евра, тоа е тоа, но кривата е иста. Имаме крива која што во текот на денот имаме исклучително ниска цена на електрична енергија. И сега, овие што имаат фотоволтаици, да ги направија секаде во Европа, викаат, не, ние во овој период ќе складираме нашата електрична енергија во батерии, нема да ја нудиме, со тоа што и поради тоа понудата во овој период ќе се намали. И тоа ќе доведе до зголемување на цената на електрична енергија. Оваа електрична енергија што ќе складираат, ќе ја нудат во периодот после 20 часот. Тамо ќе се зголеми понудата заради повисока цена на електрична енергија и тоа ќе доведе до, како резултат на зголемена понуда, до намалување на овие екстремно високи цени кои што ги имаме во овој период од денот. Така да ја очекувам во наредните 2 години до 3 години цената на електричната енергија во текот на денот да нема толку драстични одстапувања и да одиме во едно сценарио кое што ќе биде попредвидливо пред се за потрошувачите на електрична енергија, за да може да се предвидуваат цената, затоа што тие се сочуваат сега во ситуација во текот на денот имаат екстремно ниска цена, но во текот на вечерта да имаат екстремно висока цена, која што никој не може да предвиди колку ќе оди нагоре. Ние имавме во текот на ова лето, на минатото лето, цени кои имавме 1000 евра за мегават час. Значи, се тоа што добро им се случува во текот на денот, некаде цена 30, 40, 50 евра за мегават час, 2 часа од 1000 евра го потопуваат. Така. И верувам дека со овој процес на инсталирање на батерии, тоа ќе се промени, цените ќе немаат веќе такви драстични разлики и тоа ќе донесе до една поголема предвидливост за цената на електрична енергија. А горе-доле, цената на електричната енергија, цената на природниот газ се пратат, така да ќе немаме толкави големи пикови. Добро, но ова не значи дека, или значи дека во јуни, јули, кога се носи одлука за цена на струјата, дека ние може да имаме намалување на цената. Со последните измени на тарифниот систем, во текот на јуни може да се поднесе барање за цена, а и во било кој месец од годината, доколку набавната цена е драстично зголемена. Ние имаме тендер кој што го распишува Евана Хоум и цената која што дава ЕСМ е 62 евра за мегават час. Значи, тоа што се случува на слободниот пазар не важи за цената на домаќинствата, бидејќи тука е ЕСМ, кој е еден чадор, и кој што дава цена која што е реално далеку повисока од далеку е пониска од пазарната. Значи, ЕСМ нуди на Евана Хоум цена 62 евра за мегават час. Добро, и таа е цена која што е тотално неповрзана со пазарот, значи стабилноста на цената за домаќинствата пред се должи на цената која што ја дава ЕСМ на Евана Хоум. И јасно е дека ЕСМ се соочува со финансиски проблеми. Но со оваа цена се одржува ценовна стабилност за домаќинствата. Тоа сакам да прашам, затоа што вие велите ако имаме 4 гига годинава производство на струја, би биле срекни, иако видите сега ние можеме да говориме годините имало и по 6,5 гигават часови производство на струја. Меѓутоа факти и дека староста на Рек Битола Теснеготино не знам дали работи, мислам дека не работи. Со Осломе не знам што е факти дека и староста го прави своето. Сега 4 гига производство кое што ЕСАМА го има. И сега вие се соочувате во еден дел да не можете да го обскрбите сите домаќинства, така па морате да увезувате струја, само увезува струја. И сега он има страшен дисбаланс на таа цена. Тој ја увезува, карикирам сега, по 200 евра, а ја продава за 60 евра.
се обидувам да направам. Не, Како така изгледа е, тоа? разбирам за да биде поедноставно за да се разбере. Значи, Пак и на крајот пак ние го плаќаме, затоа што тоа го покрива државата, а државата сме ние. значи ЕСМ има свое портфолио на потрошувачка. Тие се домаќинствата, малите потрошувачи, кои што ги обезбедува преку Евана Хоум, и има портфолио на потрошувачи кои што им продава ЕСМ електрична енергија на слободниот пазар на електрична енергија. Значи, производството на електрична енергија на ЕСМ е такво какво што е. Сега ќе видиме оваа година со колку ќе заврши. Но треба сега да се разбереме, ние очекуваме од термоелектраните во Битола да не испаѓаат. Не може да го очекуваме тоа. Тие ќе испаѓаат. Апсолутно. Затоа Значи стари се стари, квалитетот на јагненот кој што ги имаме таму е се полош и полош. Македонија почна да увезува јаглен и сето тоа влијае на зголемување на трошоците не е само за производство на електрична енергија и со тоа на производната цена на ЕСМ. Знаете како ние викаме со некоја си стара кола 30 години да трнеме од Скопје и да стигнеме во Париз и да не ни се расипе колата, ќе ни се расипе. Така е. Исто и ова ни се случува. Не може 6 годишен човек и 20 годишен исто да трчаат. Апсолутно. Ние, она сега што треба да го направиме како држава е основно да го стабилизираме ЕСМ. Од ЕСМ, кој што апсолутно тоа производство на електрична енергија паѓа. Некојаш произведувал 6,5 милиарди киловат часови, сега околу 3 милиарди и 300, 3 милиарди и 400. И при тоа се вади максимумот. Тоа е, затоа што... Тоа е. Сега ние ако сме произведувале сега во кризата 6,5 милиарди, Македонија ќе заработеше многу пари. Од кога се направени термоелектраните во Битола по 40 години. Се знаело дека издашноста на овие рудници, на овие копови кои што се во Битола и во Осломе е толку. Суводол И се отварале подинска делови во околу Битола каде што може да се подинска серија да се обезбеди јаглен таму каде што можело во Осломе, но во принцип тоа е тоа. Сега сите треба да се запрашаме зашто овие 30 години не се направени нови производни капацитети за базна енергија кои што би ги замениле термоелектраните. Ама сега, знаете како на надклетата судбина не можеме да плачеме. Сега имаме реална ситуација која што живееме од 2022 година, екстремно високи цени, намалено производство и сето тоа прави притисок врз цената на електричната енергија. Мора на ЕСМ да се преструктурира, да обезбедува електрична енергија и на слободниот пазар, значи не велам од увоз. Во Македонија имаме берза која што е многу активна, значи ЕСМ да купува електрична енергија кога му е најевтино на пазарот и поради тоа што има хидроелектрани, благодарејќи на овие хидроелектрани, да продава електрична енергија кога е најскапо. Така, на тој начин, чекор по чекор, ќе го стабилизираме ЕСМ, бидејќи ЕСМ е стожерна компанија во енергетскиот сектор. Какви ви се релациите со владата? Со новата влада? Па, бидејќи како е голем дел поставен од регулаторните тела веќе ги заменува, затоа прашувам какви ви се... Не, како е поставен законот за бира, енергетика, да, собранието ме бира, како е поставен законот за енергетика, се формираше ново Министерство за енергетика, што е за поздравување и апсолутно имаме коректни релации. Во рамките на своите законски надлежности. Имате комуникација со министерката за енергетика? Да, и, имам генерално визијата како би се движела за енергетскиот развој или напредок на Македонија?
Па, видете, јас сум во енергетиката во последниве 20 години, со министерката се познаваме 10 години, така да горе-долу имаме слични размислувања како треба да се движи развојот на енергетиката во државата. Со премиерот сте имале средба? И тој беше советник своевремено за Со премиерот енергетика. сум немал средба. Сте немали или сте имале? Сум немал средба. Аз сте немали. Не бе побарале за апропо ова носење на цени и ова со парно грејење, со не барам онака да бе бараат како баш како независно регулаторно тело да дадете вие ваше мислење на се што се случува. Не, во овој период е во завршна фаза на носење на новиот закон за енергетика и во најголем дел комуникациите на регулаторната комисија за енергетика се со Министерството за енергетика. Што ќе донесе новиот закон за енергетика? Треба ли да бидеме исплашени? Не треба да бидеме исплашени. Со новиот закон за енергетика горе-доле функционирањето на пазарите ќе остане исто. Тоа не може. И повторно ги пременуваме европските правила кои што па не се европски, тие се општи правила за функционирање на пазари на електрична енергија, на природен газ. Со новиот закон за енергетика се дава сериозно се обрнува сериозно внимание на регионалната соработка. Во делот на поврзување на пазарите на електрична енергија и пазарите на природен газ, што во основа е добро, поради тоа што ќе зголеми конкуренцијата на овие пазари на електрична енергија и на природен газ. И исто така особено внимание се обрнува на изградба на интерконекции за електрична енергија и за природен газ. И токму во овие изградба на нови интерконекции, особено за електрична енергија, каде што Македонија мора да доврши еден проект со Албанија, реално ние ќе бидеме поврзани со европскиот пазар на електрична енергија, бидејќи им поврзани сме со Грција, поврзани сме со Бугарија, а преку оваа нова интерконективна врска со Албанија ќе ни биде лесно достапен и пазарот на електрична енергија во Италија. Во однос на природниот газ ја очекувам дека за краток период, за година и пол, две ќе се изгради новата интерконекција со Грција. Тоа ќе ни овозможи пристап од природен газ од Азербејџан, од ТАП врската. Исто така ќе ни обезбеди и пристап на природен газ од ЛНГ терминалите, кои што се направија пред се во Грција. Значи ќе имаме диверсификација на изворите од кои што го обезбедуваме природниот газ и апсолутно тоа ќе зголеми конкурентноста и ќе овозможи пониски цени на природен газ во Македонија. Имаме ли играчи на пазарот со струја? Апсолутно имаме. Бидејќи нели имавме либерализација, меѓутоа како на пазарот, но за домаќинствата ништо не се случи. Во Македонија на слободниот пазар на електрична енергија имаме 21 активен снабдувач кој што продава електрична енергија до крајни потрошувачи. И до домаќинства или не? Ние кај домаќинствата како држава имаме една, да речеме, цена која што е далеку пониска од пазарната цена. И снабдувачите се уште не се заинтересирани да ги снабдуваат домаќинствата, поради тоа што јас кажав пред малку денеска цената на берзата во регионов биле околу 140-150 евра за мегават час. А цената по која што ЕСМ продава на Евана Хоум за домаќинствата е 62 евра за мегават час. Значи, тука нема игра. Домаќинствата апсолутно се штитени во Македонија. Да, треба да кажеме отворено, тоа е натовар на ЕСМ. Бидејќи таа електрична енергија што ја обезбедува ЕСМ за домаќинствата, би можел да продава на слободниот пазар по 150 евра и да биде високо профитабилен. Но концептот е да се обезбеди стабилна цена за домаќинствата. И сега во изминатиот период имаше, знаете, лесно се шпекулира за цената на домаќинствата, па гледав минатиот викенд цени на електрична енергија објавени од Евростат и Македонија има највисока цена во регионот, што апсолутно не е точно. Регулаторната комисија за енергетика доставува извештај за цените до
Државниот завод за статистика, а понатака Државниот завод за статистика доставува до Евростат. Вообичаено за првите 6 месеци од годината ние сме ги доставиле податоците во септември 2024. Така да нема во моментов никакви податоци за 2024 за цени на електрична енергија за домаќинства. Она што го има последно објавено од Евростат е цени на електрична енергија за домаќинства за првите 6 месеци. И не е точно дека цената на електрична енергија во Србија е повисока од Македонија, дека во Македонија е повисока цената од Србија, не е точно, во Србија е повисока. Не е точно дека во Албанија е пониска, повисока е. Не е точно дека во Унгарија била пониска цената од Македонија, во Македонија е пониска. Земји каде што е пониска цената на електрична енергија во Европа е Косово, каде што имаме сериозни субвенции. Потоа ја имаме Босна и Херцеговина, која што е најголем извозник, и толку се тие земји каде што имаат пониска цена на електрична енергија од Македонија. Но цениве на електрична енергија за домаќинствата се, знаете како е интересно, па најскапи сте. Тоа се факти, ова се податоци кои што ги имаме добиени од Евростат, и таму има и различни категории, и не и мене ме смета што ќе објавиме најлошата вест за Македонија, значи овие се бројки, кој сака ќе му ги доставиме, регулаторната комисија за енергетика ќе ги достави, да се знае колку се цените на електрична енергија, дека ние можеме да збориме во Македонија највисока во регионот, не е точно. Македонија е како земја која што се сериозно се бореше со оваа енергетска криза и не дозволи да има ценовни шокови за домаќинствата. Да, јас се согласувам дека има проблеми во однос на испоставување на фактури, да, проблем е. Таму каде што е проблем, тоа ќе го решиме. Но јас ви гарантирам дека ниту едно домаќинство нема да плати ниту еден денар повеќе од колку што потрошило. Така ни се поставени подзаконските акти и тоа граѓаните ќе можат да го видат во наредниот период кога ќе добиваат и корекциони фактури и ништо нема да биде на нивни товар. Тие корекциони фактури тоа ќе значи дека ќе се прави нивелирање практично ако утнала негде Евана или ако промашиле, дека следнава сметка ќе стигне Ќе се нивелира апсолутно. Така, ако треба да стигне толку минус толку. Така. Окей. Да, јас знам дека има незадоволство дека одеднаш треба да платат повеќе, па зашто наредниот месец има и ситуација наредниот месец ќе му дојде нула. Па добро, и јас не се согласувам дека сметката ја вака ја отворам по полека и некако не ми се ни стигнува до тоа да ама треба некаде 80% од броилата во Македонија се читаат месечно. Негде каде што не се стига, се прави предпоставена потрошувачка од претходен период. Се ги има некои минатата година за божични празници не биле во Македонија, па сега биле, па претходно биле, па сега не биле. И сето тоа, значи да, има грешки. Апсолутно дека има грешки. Никој не живее во илузија дека нема грешки, но сите тие грешки тамо каде што има ќе се поправат. Но доколку потрошувачката е таква, тоа е тоа. И она што сакам да го кажам е дека во наредниот период најголем дел од домаќинствата во Македонија ќе добијат броила со далечинско отчитување. Во моментов се тие негде околу 180.000 ќе добиваат броила со далечинско отчитување, значи ќе нема фактор инкасаторот дошол, прочитал, не прочитал. Далечинско се отчитува, тоа ќе биде од 0,01 во првиот ден од месецот до 23,59 во последниот ден од месецот. А ние како ќе имаме увид во тоа? Ние како ќе имаме увид во тоа далечинско читање? Во секој момент ќе можете да побарате од електродистрибуција да ви ги достави податоците и ќе ги достави. И дополнително... Да не ги штелуваат? Не може да ги штелуваат. И дополнително ќе се воведат така наречени паметни броила кои што ќе испраќаат, ќе овозможат
секое домаќинство да си ја предвидува потрошувачката за наредниот ден и такви понуди да добиваат од снабдувачите. Нешто како што беше ова дневна ефтина струја ноќе, така да знаат кога да перат, кога да прават рученци. Па ние сме Тоа, единствена Ние земја во паметното, регионот. смартот за тоа го користи. Видете, во поранешна Југославија паметно броило беше тоа, кога има ефтина, на броилото нели имаше црвена Така сјаличка де. и тоа е. Тогаш се уклучува машина за Сега перење, малце се ќе тоа. видат посовремени, ќе може Аха. да предвидуваат потрошувачка, па да гледате како намалувате потрошувачката, како ви се намалува сметката, ќе може да биде попредвидливо. Да, тоа брутално изгледа така, ќе ја пуштиш машината, па ќе стоиш, ќе ја почекаш пола сат да видиш колку ќе врати она. Ја искрено да ви кажам, во паметните броила чинат многу и не знам баш колку ќе биде придобивката од нив, но да видиме. Да, уште ова, бидејќи реков играчи на пазарот со струја, но имаше во Македонија своевремено велите, сега ги штитиме ние граѓаните, но едно време нели се залетаа сите отворија фирми кога цената беше не знам, исклучително ниска и како нагло се случи она што се случи, тогаш веќе тие не можеа да го испорачат оно што го ветиле, па се сеќавам и на оној славен или неславен инцидент ваш што го имавте со еден од таквите трговци на струја и затоа сега се секираат домаќинствата се под условно кажано под капа на државата. Што е со фирмите, таму расте цената на струјата? Видете на во 2024 споредено со 2023 компаниите кои што се на слободниот пазар на електрична енергија имаат некаде од 15 до 20% пониски цени на електрична енергија. Затоа што едно од барањата и на не знам, трговците, нели, поскапува тоа и тоа затоа што ни поскапува струјата. Видете, сега тоа е една долга приказка без крај. Кога беа цените за нафтените деривати 110, имаше дизел, беше 110 денари, Да. се поскапи, ете, заради тоа. Сега е цената на дизелот горе-доле стабилна. Од 65 до 75 денари, тука се движи. Исклучително Значи, ниска во однос, например, јас сега бев за Загреб и за во однос на Србија и на Хрватска е разлика у цена, значи пола сериозна. сериозна разлика у цена, значи пола резервар во Србија, вие, па не пола, нешто повеќе од пола, вие како цел резервар во Македонија, така што 30 денари е разлика во цена. Сега трговците што се на голема овие маркети едно друго, сигурно они се знаат подобро каква Да. им се трошковната структура. Тоа што можело да се направи, се направило. И тоа во Македонија имаме ниски цени на нафтени деривати, пред се заради пониска маржа, затоа што ја регулира. Вие, ако гледате во останатите земји од регионот, пред да започне кризата, цената беше формирана целосно пазарна. Кај нас се уште држиме, пошто имавме еден конзервиран пазар за нафтени деривати заради договорот со ОКТА, се уште регулаторната комисија за енергетика кажува цена, што мислам дека полека веќе треба да го напуштаме, поради тоа што треба да им дадеме шанса на трговците со нафтени деривати да покрај тоа што нудат сега во моментов, да нудат и поквалитетни горива на пазарот на нафтени деривати. Исто така, мислам дека на тој начин ќе привлечеме и посериозни играчи на пазарот со нафтени деривати. Сега вие ако гледате во Грција, ако отидете во Србија, во Хрватска, и во Косово и во Албанија ги гледате Shell, British Petrol и други посериозни. Во Хрватска освен Ина не видовме нешто многу. Не, во и ОМВ е присутен, и Shell е, но во Србија се сите присутни, така да треба да им дадеме шанса на сите, пазарот да го еден ден ние мора да го либерализираме, не можеме да го Добро кај нас. да го држиме пазарот колку што гледам. за нафтени деривати, не е регулатор накажува цена и ние и тоа е тоа. Во смисла на цена, ја мислам на цена, не, иначе кој од кого се купува си е слободно тоа, но треба да дадеме можност да влезат и високо квалитетни горива во државата, дека со овие подзаконски акти кои што го определуваат квалитетот за нафтените деривати, ние имаме, се уште се држиме на стандарди кои што се постоечки, ама има
луѓе во држава кои што сакаат да платат и поскап бензин, поскап дизел, купуваат скапи автомобили. Апсолутно треба да го имаме стандард од сега што го имаме, но да се овозможи пристап и до високи до горива кои што ќе бидат со повисок квалитет. Па добро, има нека 10, 20, 100 луѓе има. Таман и патот ќе го направат сега догорит, па ќе стави поквалитетно. Ајде, председател. Добро, не, ве разбирам. Шега на страна. Да завршувам. Светот е пред некое чудно прегрупирање. Ова гледаме сите, предпоставувам и вие пратите, особено што се случува Русија, Америка, кое што е клучно, особено за енергенсите, бидејќи на крајот се сведе дека е борба за енергенси. Од друга страна ја имаме Европа, која што малтене уште што не се распаднала. Значи некои од најавите се и дури дотаму дека може и да не постои Европската унија во ваков концепт, во каков што е. Енергетски треба да бидеме загрижени, како вие предпоставам следите се што се случува, особено цените, особено оној однос на ОПЕК спрема Трамп, новата администрација, не знам струја, не знам Европска унија. Како ние да бидеме, никој не може да знае со сигурност, бидејќи Трамп ги потпишува од саат во саат со на маркерот сите негови укази. Како ние можеме да бидеме сигурни дека се ќе биде во ред? Не знам дали е правиот збор се ќе биде во ред, меѓутоа дали доаѓа период на крај. Ја не знам дали ќе биде се во ред, затоа што зависи од многу работи. Но она што го знаме дека ние ќе имаме и електрична енергија, и природен газ и нафта. Сега зависи по кои цени. Сега вие ако гледате една Германија, а и Европа во голем дел се снабдуваше со природен газ од Русија. И северен тек нели го имаше Германија, па понатака. И ако гледате, германската економија се развиваше во претходните 20-30 години заради тоа што има ефтин енергенс. Добро. Гасот. Гасот. Така. И тоа е изјавата на Путин вчера, ако не се лажам. Сега да видиме, ви дадовме се што ни се случувало во изминативе неколку години. Ја вака ова што го гледам, според мене, Русија секогаш треба да биде поблиска до Европа. Не може Русија да биде блиска со Кина и со Индија. Логично е таа врска која што има Русија од Владивосток да заврши доле до Португалија. Да. А Европа да биде со Америка. Секогаш Русија природниот газ го продавала по далеку повисока цена во Европа, него сега кој што прави знае, нема да ви даваме на вас, ќе продаваме у Индија и во Кина. Добро, а Путин вели ви дававме цена дури и пониска. Са дали била пониска, он си имале, русите си имале математика, си заработувале и тоа е бил. Но гасната инфраструктура сега во Европа не се менува. Немаме руски газ, мислам, се повеќе и повеќе и јасно се гледа, северен тек го немаме, врската преку Украина која што идеше у Средна Европа не проаѓа веќе и се менува гасната инфраструктура и најголем дел Европа сега добива од LNG терминали. Од Америка, така? Или од каде да носат. Значи, значи, таа е поскапа, оди со брод, таа е... во однос на електричната енергија, пред се Германија направи една политика која што беше преоптимистична дека во краток период нуклеарните електрани ќе ги заменат со зелена енергија, со обновили извори на енергија. И апсолутно да, сите сме поддржувачи на обновливи извори на енергија, но тоа е едно пребрзо, преурането сценарио, доведе до екстремно високи цени на електричната енергија во Европа, која што се одрази на сите. Освен ако не било намерна играта. Затвори Козлоди, затвори ова, затвори тоа, затвори видете, ова, затвори играта, Европа живееше 30-40 години во една благосостојба и мислеше дека се само од себе ќе се и ќе трае тоа, но очигледно е дека веќе Европа се соочува со сериозни предизвици во однос на обезбедувањето на својата енергетска независност. Европа својата енергетска независност
може да ја обезбедува од обновливи извори и кој како сака нека ме свати од нуклеарни електрани. Значи, доаѓаме до она на Лиле Поповска предлогот, нуклеарка во Мариово, кај беше? Па не знам ја дали може во Македонија да направиме нуклеарка, но сега има нови класична нуклеарка. Не, но има нови работата. концепти, нови нуклеарни електрани, SMR Small Modular Reactors, кои што се доста интересни. Значи, не викам ја дека сме против животната средина, заштита, но треба сега вака, ние треба овие луѓе да работат, треба да се развиваат економии, да заработуваат плата, и во цел тој процес треба да го гледам и овоа. И знаете сега кој ќе се развие тема за нуклеарни електрани, па ние во соседството имаме во Бугарија, имаме во Романија, имаме во регионот имаме во Словенија, имаме во Словенија, така да треба работи во Словенија работи. Апсолутно дека работи и функционира. Значи треба малце да се стишиме сите, да видиме кај тераме. Дека ова е веќе сега еден ајде сега ова ќе правиме, па фотоволтаици. Абе ај ветерни електрани, ама систем не се води само со фотоволтаици и ветерни електрани, ни треба базна енергија. Термоелектрани затвараме, само Македонија реално толку има јаглен. Да. Ама дај да видиме сега таа базна енергија како ќе обезбедуваме, дали со нуклеарни, дали ќе обезбедуваме со газ. Газ кажуваме дека не ни е баш известен од Русија и се кратат клаците со кои што доаѓа во Европа, доаѓаат преку LNG терминали, окей, но на таа цена ние не можеме да влијаеме. Добро, па ние не сме ни некои големи потрошувачи на газ, но... Ама не само Македонија, не, цената на газот, ако беше пред 2 месеца 37-8 евра, минатата недела беше 55 евра за мегават час. Значи, треба да смирено да видиме и ние како Македонија, ако сме мали, ако сме такви какви што сме, да си градиме стратегии каде ќе го фаќаме патот. Европа е пред сериозен предизвик во делот на енергетиката и заедно Македонија како дел од Европа треба да биде вклучена во сите овие процеси. Или само да си бара, да си види сама како ќе го решава тоа прашање. Или прав домакин секогаш она како беше. Така. Уште во лето почнуваш да купуваш дрва за да се подготви за зимската сезона. Прасе во очи, Божич не се... Александрополис, уште ова за крај? Па Александрополис функционира, мислам дека од тамо веќе течат ние сме во количини тоа, на природен газ. Сме. Сега не знам до каде беше, дали до крај, дали влеговме во собственичката структура или не знам, не бе вклучен во тој процес, но како и да е, факт е дека во Македонија, според оние податоци што ги гледам во однос на квалитетот на природниот газ, добиваме природен газ кој што не е само руски. Но и да добиваме само руски природен газ, ние треба да се гледаме својата работа, да си обезбедиме природен газ за нашите компании. Добро, благодарам што бевте гостин во Бизнис Муавет. Ви благодарам за поканата. Марко Бислимовски, прв човек на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги во Бизнис Муавет на Фактор МК. Вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте. Благодарности до нашите пријатели Форманова и Трент Ангел. Ние се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.